процесен аспект е во ред. Одбраната има право да побара одлагање затоа што имаше дополнување на медицинското вештачење, бидејќи лекарската документација беше доставена подоцна. Лекувањето се уште трае и во тој момент траеше, па неминовно беше лекарската документација тогаш да биде доставена. А тоа прочистување на снимката? Прочистувањето на снимката е побарано, но такво нешто не било можно, со оглед на тоа што го разбрав јас од денешното рочиште. Пендиков, кратко да ме прашаме вашата верзија Јас се извинувам, прашањата кон мене само да замолам да ги Вчера упатувате. пред обвинителите веќе објавена таква информација дека Пендиков кажал дека постои и друго лице од Битола кое што учествувало во нападот. Точно постои уште еден напаѓач. Дури на самата снимка која што беше изведена како доказ на претходното рочиште тука во судот, беше евидентно дека две лица се тие кои што го тепаат оштетениот. Што ќе се случи како натаму? Понатаму постапката ќе продолжи, со каков тек останува да видиме. Во секој случај, тврдењата на одбраната кои што се изнесени до сега паѓаат во вода. Затоа што одбраната тврдеше дека Христијан Пендиков не поседува бугарско државјанство, веќе поседува. Тврди дека оштетениот е истепан од други лица, но на кобната вечер не постои запис во Министерството за внатрешни работи дека постои друг кривично правен настан како тој и не постои друго лице кое што се јавило во болница со такви повреди од таков кривично правен настан. Така што сметаме дека генерално обвинението е основано. Точно е стекнато во тек на постапката, но државјанството во Република Бугарија, како и во Република Македонија и во било која друга држава, е уредено со закон и постои постапка. Значи, таа постапка генерално секогаш почнува со барање од оној кој што бара да му биде даден прием во државјанство на соодветната држава, така што барањето е претходно поднесено во Република На кој Бугарија. јазик го дава исказот Пендиков, пошто не дозволите да прашаме? Исказот ќе го дава на македонски јазик, се разбира, затоа што е тука роден, завршил основно образование и тоа предпоставува дека одлично го владее македонскиот јазик. И на следново рочиште ќе биде присутен? Молам? И на следново рочиште? Најверојатно ќе биде присутен со оглед на тоа што се уште му трае лекувањето. Повредите се тешки и се сериозни, еве тоа исто сакам накратко да ви го кажам. Повредите на пршлените на рбетот се уште не му се заздравени и има потешкоти и при патувањето. Тоа значи дека повторно ќе има одлагање на судскиот процес ако не биде присутен? Ние се надеваме дека ќе биде присутен и ќе дојде.